Од овде, од парцелите на Никола Груевски на Водно, ќе објавиме како парите на граѓаните завршуваат во медиумските курири и зошто. Според официјалните документи од Централниот регистар, неделникот Република е во собственост на фирмата Прва Република Доел и истиот остварил приход во висина од 1,1 милион евра во период од 3 години. Идентично како и милионските исплати, тешки 13 милиони евра за Сител, Канал 5 и Алфа, и во Република во период од 3 години завршиле речиси 900.000 евра пари на граѓаните. Документите го потврдуваат ова. Ова се пари, исплати од владата кон Република во висина од 871.487 евра. Овој пак документ покажува дека собственик на Република Доел е фирмата Инрисе Лимитид од Белизе, познатиот даночен рај на фамилијата и на Никола Груевски. И кога е Белизе во прашање, доаѓаме до клучното. Оваа фирма, собственик на Република, се наоѓа на истата адреса со познатата фирма Сирах Лимитид. Улица 1, низ 2, Мајлс Нортен Хајвеј, Белизе. Вистината за Македонија откри дека Сирах Лимитид беше фирмата преку која што Груевски доаѓаше до овие парцели на Водно, за кои што нарачуваше промени на урбанистичките планови, потпорни бетонски ѕидови. Управител на Сирах е Ристо Новачевски, кумот на Никола Груевски од првиот брак. И сега е јасно зашто после 55 дена молчи токму Никола Груевски за милионите во неговите курири, Република, Радио Слободна Македонија, но молче институциите. Медиумскиот мрак, пропагандата, виртуелната реалност што не постои, е платена со пари на граѓаните. Затоа Никола Груевски не сака слободни медиуми и не ги прифаќа европските закони за медиумите. Ова е една од причините заради кои што без услови за објективно известување на медиумите не се можни фер и демократски избори и фер и демократски регуларен изборен процес. Благодарам, повелете со прашање. Има ли модел од некоја европска земја што вие би можеле да му го посочите? Нели тој кажа дека било која земја да предложите, тој ќе го земе. Постојното медиумско законско решение со кое што се дичи Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ, а кој што според нив е по европски стандарди, ја има доведена Република Македонија на местото за известување на слобода на медиумите на кое што се. Очигледно е дека е потребно радикална промена во законските решенија со цел да можеме да дојдеме до еден минимум објективен медиумски простор. Значи, дефинитивно мора да се забрани комерцијалното рекламирање на владата на Република Македонија. Го има во предлогот и тоа ќе инсистираме да остане. Владата на Република Македонија не може да биде најголемиот субјект кој што ги корумпира медиумите во Република Македонија. Не, деталите од преговорите се уште додека трајат, во принцип Социјалдемократскиот сојуз никогаш не известува, ќе се разговара понатаму кога ќе биде постигната согласност, ќе известиме јавноста. А што е со казните за медиумите? Кои казни за медиумите? Оние кои што ги предлагавте да бидат поголеми. Ако некој медиум работи по стандарди кои што возможуваат објективно, нормално информирање на граѓаните на Република Македонија, мислам дека совршено нема никаква потреба да се плаши од било какво казнување од било кој орган во Република Македонија. И уште едно прашање, дали присуството на опозицијата на терен или средби со граѓаните, значи подготовка за избори сепак на 24 април или останувате на ставот одлагање и за кога? Значи, Социјалдемократскиот сојуз е дециден во тоа дека избори на 24 април нема да има, односно ако одлучи Никола Груевски да ги одржи, ќе ги одржи без нас. Она што го кажавме е дека ние тие избори нема да гледаме дома на телевизија.